Не верувам дека ќе бидеме овде, веруваме до година дека можеби ќе дискутираме и ќе ве потсетам на извештајот на Европската комисија, во која ви прочитав дека пишува недоволно финансиски средства за спроведување и примена на постојното законодавство. 1,7 милиарди за мене не се доволни. Второ, од каде вие со таква сигурност знаете дека точно тамо каде што рекле ќе бидат употребени, па вие не сте министер, колега? Вие звучите како министер или како портпарол на влада. Вие треба обратно да ја контролирате и да проблематизирате. Тоа ме збунува. Така вие, што правите? Ја рушите неразделната врска меѓу вас и мене. Бидејќи ние треба да сме овде поблиски. Оти ние сме собраните представници на граѓаните. Тоа е прво. Второ, околу хуморот. Па мислам дека вие сте сензибилизирани родово, ама имаше една димензија малку на машки шовинизам. Јас, кога ја кажав наградената досетка од Остен, нели, сакав да кажам што, не случајно го ја одбрав. Како што товарот или главни жртви на секоја криза се ранливите категории, што значи жени, деца, лица со посебни потреби, ЛГБТ заедницата, се плашам редовно дека така ќе биде и со енергетската криза. И затоа го кажав хуморот. И второ, ние ги учиме студентите во политичките науки дека хуморот е многу здрава работа, одбрана, тоа ви е одбрана, и не јас, Вацлав Хавел вели дека е посубверзивен демократски инструмент од било кој друг и затоа јас го споменав. Уште нешто сакам да кажам. Со 8:6 мајоризацијата се одвива овде веќе неколку дена. Замислете, што е исто, не знам кој го издействувал и како, крајно невообичаено. Амандмани да се усвојуваат само на комисии. Видете, па не знам дипломава дали добро сум ја заслужила, ама амандмани секаде во парламентите се донесуваат каде? На парламент. Сите имаат право да кажат што мислат, а ние само овде го, под наводници, го решаваме проблемот. Добро да размислиме, зашто иначе, а и сега и процедурално правници сме, не би ги поднесувале амандманите до председателот на собранието, ако остануваат овде одлуката, туку до председателот на комисијата. Колку за размисла, колкава одговорност превземате, кога, значи, однапред договорени, ќе доживеам ли бре за да напишам во некоја книга дека некој гласал поинаку од пратеничката група. Ретко се случува тоа. Тоа ли е уставот, идејата на уставот? Дека ги представува граѓаните и гласа по сопствено уверување. Овде ја представувате најчесто владата и во говорите за жал, а да не зборувам за партиите. Па затоа не пишуваат во сите книги дека сме хибридни режими. Не зборувам дека е тоа само карактеристика на сегашноста. Ама ние никако да излеземе од тој магичен круг. Па еве шанса, овде. Покажете, докажете. И повикајте се на одва, не на нас. Благодарам. Ви благодарам.